Почитувани представници на медиумите, добар ден, ви благодарам за присуството. Додека премиерот Груевски раскажува за кинески ѕидови и месечини, во Македонија цените експлодира, а стандардот на граѓаните стрмоглаво паѓа. Најстрашно е што поскапуваат храната, струјата и бензинот, работи кои живот значат и за кои нема замена. Затоа поскапувањата стана неиздржливи. После 5 години владење на премиерот Груевски, народот никогаш не бил погладен и поуплашен отколку е сега. Како што тргнала работата, и лебот ќе стане специјалитет, луксус недостапен за се повеќе луѓе. Поскапувањата не се изненадување. Во последните месец дена, СДСМ 2 пати јавно предупреди дека лебот пак ќе поскапи и предложи конкретни мерки. Но владата, која себе си сака да се нарекува народна, го заборави народот. Таа пасивно ги наблюдува поскапувањата и ништо не презема. Што уште треба да се случи, господине Груевски, за да интервенира владата? До каде треба да отидат цените за да преземете нешто? Се фалите дека во државниот буџет сте имале пари. Па зашто ги трошите тогаш тие пари? За триумфалната капија ли, чија градба патем не е прекината? Тоа ли е поважно од цената на лебот? Разумен човек повеќе не може да ги разбере мерките и чекорите на ВМРО ДПМН. Штом пари има, тогаш проблем се загрижувачката неспособност на владата да ги предвиди настаните и незиното незнаење што да направи. Затоа и порачуваме на владата дека е крајно време да се вразуми и ги повторуваме нашите укажувања дадени во последните месец дена. Веднаш прекинете со неразумните трошења за проекти како што е триумфалната капија и слично. Пренасочете ги тие пари од буџетот за интервенција околу цената на лебот. Интервенирајте од стоковните резерви, иако после вчерашната изјава на министерот за финансии веќе не сме сигурни дека има можност за тоа. Зголемете ја привремено социјалната помош за социјално најранливите граѓани за да можат да преживеат. Ако и после овие повторени укажувања од страна на СДСМ, господинот Груевски продолжи да ја игнорира состојбата со поскапувањата, тогаш е јасно дека тој не сака ништо да преземе, дека за него гладувањето на народот не е важно и дека тој си има поважни работи. Господине Груевски, живеачката и економијата се најважни. Се друго е второстепено. Ви благодарам. Дали имате прашања? Немате, благодарам.